Во продолжение, фокус на внимание ни се светските случувања, како што ви најавува и најавната шпица. Следува разговорот со колегите Ивановиќ и Андоновиќ. Ви благодарам што утринава сте заедно со мене во студиото на Слободен печат. Зашто ќе се зборува овој петок? Па има големи информации од украинскиот фронт, од оние војни дејства во Украина, во текот на ноќта и синоќа, нели, русите изведоа масовно бомбардирање на голем број на цели, во голем број на области во Украина. Најтешко погодени беа делови во Запорожје, во Днепро, во Харковската област и сега многумина шпекулира дека ова е вовет во долго најавуваната пролетна офанзива на руската армија. Практично се смета дека е најтежок, еден од најтешките удари од почетокот на руската... Неколку кинџали били употребени. Добро, тоа се, знаеш како тоа ми се мене лично детали, пошто не им ги знам перформансите многу освен како фама, но едно е сигурно дека има дека е еден од најтешките напади врз енергетската инфраструктура на Украина, дека пол Украина нема повторно струја, но знаеш кој ќе кажат едно од најтешките, веројатно тие дефекти потешко ќе можат да ги санираат, односно подолго ќе им треба време да ги санираат, а додека ги санираат, знаеш кога нема струја, се што може да се случи, така да се во Запорожје. Дали е руската пролетна офанзива на почеток или не знам, но она што ја обвинуваат Русија е дека сака да ја уништи целосно инфраструктурата енергетска, со цел, нели, бидејќи па таа е, нели, во функција, освен на цивилното живење, во функција и на одбраната, бидејќи у денешно време модерните војски им треба струја, сакале да признаат или не. Од друга страна, Русија се заканува, дури му се закани и на Илон Маск, дека ќе почне да ги урива и комерцијалните сателити кои се на неговата компанија, кои под превезот дека се, нели, за цивилна употреба, според руското разузнавање се оставени во функција, во воена функција, и тоа не на Украина, туку на Соединетите Американски држави на Западот. Ќе видиме како Маск тоа ќе го... Имаше шпекулации, не знам колку се Starlink, дека наводно Старлинкот не функционирал во Авдеевка при падот на градот и дека тоа многу придонело русите така брзо да го освојат. Сега јас не планирав и само ќе кажам моје мислење, малку ми е чудна и улогата на Илон Маск, имено кога почна војната во Украина, односно руската агресија, напад, специјална операција, како и да ја наречеме, кој како сака, мислам, ќе ја нарече, но рускиот напад врз Украина, Starlink и Маск излегува и рекоа дека ќе го појача тој сигнал за луѓето да имаат интернет. После некој... Да, Маск рече тоа е за цивилна употреба, демек не мислел за воена употреба. Како ќе направиме дистинкција што е за цивилна? А после некое време Маск беше ставен под западна критика на одредени политичари и западни медиуми, ајде не мора да се политичари, дека со Путин нема гледа да има некако фер однос, иако целиот Запад е, нели, против тоа што го прави Путин и неговата администрација. Поставија на листа за отстрел украинците во миротворец. Доаѓа трета фаза, ова ти што го рече, а што наликува, не знаеме дали е така таа руска пролетна офанзива, сега веќе и заканите, бидејќи вселенската команда, нели, имаат овие Соединетите Американски држави и Русија имаат и вселенска команда за војна во вселената. Многу ми насмета дека русите имаат доста развиени тие системи таму и можеби ова е една од тие демонстрации на сила на руската држава. Тие летаат прилично ниска орбита, летаат тие на Маск, тоа се мали. Не зборувам за тоа дека ако и веројатно не е голем проблем да бидат соборени. Путин најави неколку оружја дека има развиено руската армија кои се дека не е голем проблем. Дека можеби е нешто и тоа, не знам. Само да ставиме фактички како стои. МиГ-31 би можел да ги собори. Состојбата на теренот е дека, значи, пол Украина нема струја, Запорожје е нападнато сега и тоа со Запорожје ќе видиме дали може да е до поголема хаварија. Во меѓувреме британското разузнавање покажа одредени информации, одредени фотографии како руската особено морнарица, но и тенковските сили се обидуваат да ги камуфлираат нивната воена техника која е во борбените зони, е многу лесна за напади и уништување, што се виде
со руската морнарица, односно црноморската флота, мораме за волја на вистината да кажеме дека украинците, освен што извадија голема жилавост во војната со една суперсила како што е Русија, направија можеби најголем, според моје некое гледање, најголем успех на украинската армија е уништувањето на дел од оние борбени бродови, командниот брод и сето оно што е во црноморската флота. Некако руската морнарица или тој дел од флотата се покажа тука губат, да кажеме, додека на копно и сега во воздух доминираат. Од друга страна дојде уште една информација дека 12-13 месечини украински пилоти, ако не и повеќе, да не ме фатите за збор сега, дојде од обука кои беа во Соединетите Американски држави, украински пилоти кои треба да летат новите авиони кои се добиени F-16. Се нови да биде. Не, нови се добиени во Украина, дали се нови јас нити знам, нити па можам да знам. Оние холандски, дански авиони, што полека првата транша на што полека ќе ми укаже на она што ја велев, ова ми е чудна војна, 3 години веќе нема судири во воздух, нели оние борбени. Па кога едната страна има авиони, другата нема судири. Знаеш, оние ако сме биле научени од Втора светска војна, битка за Британија и сето она сега некако овдека. Руското ПВО е, да кажеме, тоа мора да се признае дека е за класа подобро од западното. И авиацијата е тргната на страна. Па да, и нема потреба вие да. Па ќе видиме. Доаѓа, значи оваа фаза на војна која беше до сега начинот на војување со дронови, со разноразни проектили, со кралицата на војната артилерија која е секогаш тука и со обиди за упади, нели, во длабочина на руските трупи и украинските во зависност кој каде. Тоа прилично успешно го правеа. Така да ќе видиме како ќе оди ова што е сега последно Украина е тоа и сега имаше од Пентагон признание. Само може додека сме во Украина, простата едно известување туку што пристигнува, се огласи Володомир Зеленски, тој испрати видео порака на социјалната мрежа X и вели дека ништо не ни можат, ние го поставивме Патриот. Тој во објавата на социјалната мрежа вели зборува дека за американскиот систем за противвоздушна одбрана Патриот поставен за заштита на Киев, кој вчера беше бомбардиран од руски ракети. Руските терористи немаат ракети кои можат да ги заобиколат Патриот и другите водечки светски системи. Вели Зеленски. Види сега, тоа е класична пропаганда и веројатно Зеленски сака да ги охрабри своите украинците, да ги охрабри на некој начин, што и не е ништо спорно во тоа, но неколку пати од Пентагон беше известено дека нема против оружје во моментов за суперсоничните ракети на Русија и тоа е јасно, на сите им е јасно. И до сега беа неколку Патриот системи беа уништени и веројатно ќе биде уништени овој, доколку навистина го поставиле, ќе биде уништени овој. Инаку украинската противвоздушна одбрана постојано вели дека ги уништила сите ракети кои што долетуваат на Киев и ова, што е невозможно. Лесно му е на Зеленски кога ќе го нападнат Киев, он ќе биде засолнет. Што да прават оние обични луѓе што живеат? Така да тоа е една политичка. На овие работи не треба многу и да се губи време, а она што ми беше, а на тоа што треба да само извини, сигурно нема да излезе да каже леле нападна, што ќе правиме сега. Тоа е него за Пентагон ми беше работата, таму имаше признание дека украинците се приморани да се повлечат од многу своји позиции со цел да организираат одбраната. Па тоа е она што го зборуваме. Дали е тоа и они најавуваат некаква пролетна офанзива? Па најавуваат, меѓутоа Украина, ја повторно ќе кажам, имаше судири, веќе и го повторуваме едностоп. Украина, осебно на војна помош што ја добива од Запад, мора да направи да мобилизира луѓе. Таа мобилизација оди тешко секаде, не само и во Русија оди тешко. Освен Израел кој ни демонстрираше како може за 3 дена како може за 2 дена да мобилизира 300.000 војници, се друго можеме само да гледаме и да се чудиме и да молиме Бога да не дојде ситуација на други места да оди мобилизацијата оди тешко. Имаше информации и за британската армија дека нема борбена способност во своето население, значи обука, подготвеност и сето тоа.
Во принцип него нема дел армиите така. Да, и сега таа фигурат, мобилизација во 21 век ние тоа го зборувавме, јас и ти во денешно време младите луѓе поинаку гледаат на животот од оние генерации претходни кога тие нападната. Видовме почне војна, гледаме реки коле како си одат. Тоа од секогаш било така, но имало некаков степен на тоа дека ќе се мобилизираш да ја браниш татковината. Денешното време во целиот свет е така. Јас верувам дека у Америка не може да направат мобилизација, а не у Украина. Мобилизацијата луѓе немаат, им треба борба да ги пополнат дупките во единиците кои претрпеа сериозни штети од Русија, но и русите, мораме да кажеме се од другата страна. Факт е дека таа пролетна офанзива многумина смета дека не може да изведат доволно, дека во оваа фаза нема доволно капацитет у смисол на сила, и Русија мора да направи мобилизација. Ако сака да оди до крај. Дека се собрани нови 350.000 војници. Колку е тоа точно не знам. Знаеш, затоа ја ги повикувам нон-стоп оние војни лица во нашава држава што се занимаваат со тоа, да не остават ние обични новинари кои следиме вакви работи да влегуваме во ова. Нас ништо не значи мобилизација од 350.000 луѓе или од 35.000 луѓе. Некој да седне и да каже и да ни објасни како што. За жал тоа никој не го прави во Македонија. Нема стручна јавност за ништо, па ни за тоа. Кога сме ке мобилизација, таа една стара народна мудрост, ќе ја кажам, кога има војна, богатите даваат волови, а сиромашните синови. Да, ама да дојде време кога и сиромашните не даваат ништо веќе, тоа е новиот тренд, ќе се снајдат по секоја цена, ништо не дадат. Само за волја на информирањето од регионот и светот, морам да го споменам и ова што косовскиот премиер Курти го постави прикажа снимка на српски специјалци како одат долж границата со Косово и ја подигна на некој начин тензијата дека е. Тие биле на српски или на косовски? Биле на српски. Сега знаеш многу е кога ќе ја видиш веста и снимката, добро, специјалци долж административната линија на Косово и Србија кај што има тензија 30 кусур години, не гледам некаква вест. Од друга страна Курти тврди дека тие се премногу блиску, никогаш не биле толку блиску, сакајќи да подигне тензија дека еве Србија се подготвува нешто да прави кај Зубин поток, нели тој дел тамо каде што живеат Срби. Сега, едно од тезите е дека Вучич е во Брисел, а Дачич во Москва, па веројатно, а го видовме и американскиот амбасадор Хил во Белград, каде што ја пофали власта на Вучич на некој начин, што очигледно Курти го живее како пораз, дека ја губи малку поддршката. И можеби ова е обид повторно. Многу ме настравува дека ќе се обиде повторно да направи некаква тензија, каква што видовме изминатите месеци, за да испадне дека Србија сака со употреба на војна сила да врати дел од територија. Се разбира, ова се све шпекулации, но веста е дека наводно Курти ја покажа снимката. Веста е дека српска војска е во Србија. Дека има движење на српски. Пази, ова е проблематична изјава, бидејќи Србија, дека е во Србија, по уставот на Србија и од другата страна е Србија. Добро, не е по уставот на Србија. Не е од другата. Кој не е смеат. Александра? Привршуваме и време е да зборуваме за нешто убаво, време е да зборуваме за култура. Благодарам што утринава веќе делот Слободен печат. Токму така, почитувани, ние секогаш како медиум посветуваме внимание и сакаме да ви информираме за сите вести од културата. Во продолжение ќе слушнете разговор посветен на фестивалот Војдан Чернудрински. Колегата Денис Абдула секој петок имате можност и прилика да го гледате во рамките на емисијата Слободен печат. Негова гостинка е писателката професорка Ана Стојановска. Останете со Слободен печат.